Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа работна недела. Мојот вечерашен гостин не бил одамна во ова студио. Последниот пат кога беше, тој не беше министер, јас бев млад и убав. Сега тој е министер за одбрана, јас сум само убав. Работите одат по некоја своја логика. Се разбира, зборувам за министерот за одбрана господин Владо Мисаловски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Се разбира, задоволството е мое. Министер, наистина сте биле одамна во ова студио од времето кога се подготвувавте за изборите кои што ги добивте апсолутно убедливо. Сега во овој момент и ајде да почнеме веднаш со тоа, се случуваат некакви турбуленции пред се во албанскиот дел. Не ми убав терминот албанскиот дел, но меѓутоа реално албанските коалициони партнери случуваат турбуленции кои што се чини дека директно не ја загрозуваат владата како таква. Мнозинството е повеќе од солидно, меѓутоа се создава еден привид, макар дека има некаква криза. Има ли криза? Да, благодарам на прашањето и благодарам уште еднаш на поканата. Драго ми е секогаш кога ќе ме повикате. Да, таква перцепција има во јавност на ова прашање што ми го поставивте, дека еве има некои можеби незадоволство од дел ми рекол од албанските партии, подиректно. Иако се албански партии, треба за сите граѓани да гледаат подеднакво. И не треба тука вака подоби да правиме, зашто и ВМРО-ДПМН е партија за сите граѓани. Има од сите етникуми. Но да, има некои различни, би рекол, зборувања од нив и озборувања и подиректни вака говори помеѓу медиумите, напади преку медиуми, што еве и премиерот спомна дека еве денеска ќе има разговори каде што ќе види со Таравари како еден од носечките столбови на оваа коалиција со нас заедничка, па утре на извршен комитет ќе ги разгледуваме сите прашања, ќе зборуваме за актуелната политичка ситуација, но на што секој ден го знае дека наистина имаме стабилно мнозинство. Има премногу пратеници што не поддржуваат. Ние знаете, само со знам имаме повеќе од 66 би рекол пратеници, бидејќи и 7 би рекол, бидејќи ние имаме капацитети сами да отидеме над 61%, 61 пратеник, но има и други од албанските партии што над 70 пратеници секогаш ќе не поддржуваат, но она што навистина е чудно што у последно време слушаме за некои можни договори помеѓу Таравари и што најдобро треба да ги даде одговорите Таравари, бидејќи да, но различни гласини велат, имале средба, немале средба, па 3 средби, па збореле ова, па не збореле, зборам со лидерот на ДОИ. Најдобро е пред јавноста директно да се каже, но дали има некаков договор помеѓу нив, тоа е она што и председателот на ВМРО го спомна премиерот Мицковски, дали се договарало што се договарало, бидејќи секој еден знае дека ВМРО-ДПМН на последните избори, тука сме го говореле многу пати, дека ДОИ го пративме во опозиција. Тоа беше едно од главните наши не само ветувања, тука е сега реалност да го пратиме ДОИ во опозиција за да се преструктуира, би рекол, да ги обнови своите редови и тоа е добро за нив како партија, веќе на 20 години мислам дека се најголемата партија на власт во независна Македонија и добро е и кај нив да има. Јас се сомневам дека во Европа има воопшто партија која што толку долго константно беше на власт. И треба таму некоја реконструкција нивна, млади луѓе да дојдат со истите ликови постојано веќе 20 години у првите редови, нема што да се понуди дополнително со истиот кадар, но тоа е нивна задача. Она што јас можам вака моje мислење да го спомнам, можеби ги согласите, можеби не. Од секогаш кој ќе ги гледате перцепцијски работите, ДОИ иде под едно мото: раздели и влади. И тоа го прави многу константно во албанскиот политички спектар. Не само константно, успешно, ако сме реални. Да, 10 пати се враќа, влегуваа со ниво влада, излегуваа едни, други. Но секогаш успеа некоја партија на било кој начин да ја раздела. Ако зборуваме за, да не ги набројуваме сите политички албански партии, но еве гледате континуитет низ годините, на овој или на оној начин пробуваат да ги ослабуваат. Тоа е една девиза што моето мислење, што Али Ахмети постојано ја прави раздели и влади. Со нивното незадоволство во другите албански партнери, ДОИ се затврстува секогаш и е носечки столб да може да преговара во името никога што велат на сите албанци, што мислам дека овој последен циклус на избори, каде што се соединеа сите партии од вреди, од влен, каде што направија стварно огромен резултат, направија добра основа за во иднина,
Сега некој пробува да ги раздели. Тоа е мојата перцепција и тоа успешно се прави низ годините. Вие дававте една добра дефиниција, вику секоја влада како беше пробува со секоја партија да бидат па доколку не им се допаѓа, ајде некоја друга партија да влезе, па да се подели оваа партија. Се има некоја заднина ова што се случува. Дали тоа дополнително ќе му донесе натаравари на сите околу него, не знам за локалните избори некој плюс, тоа останува да видиме, но мислам дека ако остане во оваа корелација со сите партии што сега е во влен, во вреди, мислам дека ќе направат многу добар резултат, а впрочем има доста проекти што заеднички ги тераме. Јас еве директно да кажем, јас имам одлична комуникација. Тоа беше моето прашање, вие сте во владата заедно, претпоставувам дека комуницацијата е окей. Заменикот министер е од моето министерство, во Министерството за одбрана, се извинувам, е кадар на од Таравари. Така што имаме соработка, соработуваме. Гледаме на секој ден можен начин повеќе проекти да има и во тешко, и во добри услови каде што можеме повеќе да се размамнеме и со проекти, но и со реформи и така натака. И сето ова доаѓа до една чудна ситуација каде што еве достанува да видиме дали се математики за локални избори, дали е нешто друго што секојаш знаете за завесат има некои други работи. Тоа ќе беше моето прашање. Рековме дека Дуј успева, меѓутоа Дуј не може да успее во своите калкулации и махинации ако нема некоја подлога. Значи човек го премислувате или со некакви ветувања или со некакви уцени. Вообичаено е така. Еве да не бидеме сега до крај искрени, но тоа е принципот. Или на некој му ветувате нешто повеќе од тоа што го има, а кога е човек во министерство или кога е во влада, што повеќе од тоа може да добие на политичка сцена, или го имате на некој начин со нешто. Ова е моја претпоставка, логична, ништо не инсинуирам. Па да, има перцепција и таква, но јас не би говорел во името на Таравари. Не е коректно од моја страна, не е коректно, сепак сме колеги, он е претседател на партија политичка, каде што сме во коалиција, во сакувам се најдобро, се надевам дека заедно ќе останеме, ќе движиме Македонија кон подобри реформи, кон подобри процеси, но она што се шпекулира и што се слуша, да, има различни вака гледишта на сите работи. Јас би кажал нешто поразлично, а тоа е што секој што пробал со Дуј да излезе на крај, тешко испаднал на крај. Затоа во овие локални избори знаете сите кој ќе биде победник, тоа ќе биде ВМРО-ДПМН, се разбира, апсолутен победник на скоро во сите општини во Македонија. И секаде каде што поддршката ќе даде ВМРО-ДПМН кон некоја друга партија, исто така е најголемата поддршка што било кој може да ја има. И ние по последните анкети, редовните анкети, оние што ги гледаме, ВМРО-ДПМН е апсолутен победник. Апсолутен. И тоа не ви ги признава опозицијата. Постојано вели дека се тоа амнистенки да многу пати тука вака разговарав многу пати. Јас често велев дека убедливо ќе победиме. Ќе направиме историски резултат од позиција на опозиција. Така. Како подпредседател, како пратеник во тој момент, бидејќи она што го гледам на анкетите и бројките ми даваат чувство дека така и ќе биде, така тоа се стварува. Може да утнете во не знам, малце, но она што е реално и секоја недела или секој месец го гледате движењето на бројките и пулсот на народот ви дава за право да проценувате. Ние направивме историски резултат, победивме и сега очекувањата на граѓаните се разбира се многу поголеми да се справиме со сите овие. Веќе 10 месеци се справуваме, но морам да кажам се што сме фатиле, се што сме виделе во министерствата, во институциите е гнило, каде што мора многу реформи, многу работа за да се исправи на правиот пат. И тоа мислам дека секој ден го знае. Тоа 7 години што се прави во институции, тоа е ко да не ја сакале државата. Ко да се живувале врз институциите за кадрови прашања, за некои придобивки и така. Не се грижеле за системот. Не гледале како подобро утре да направат. Не гледале предвидливост дали на обичниот човек за 10-15 години ќе остават систем кој е подобар. И за жал тоа е со немили несреќи се види. На најлошиот начин. Но некој ќе рече сепак веќе 10 месеци сте на власт, би требало веќе да дојде времето кога таа реформа во најмала рака, барем онаа базична, би требало да е завршена. Затоа што јасно беше што оставаат. Тоа сите го знаевме. Апсолутно сте во право. Вие кога влеговте во Министерството за одбрана, повторно се инсинуирам, сигурно не очекувавте таму не знам што. Јас не очекував дека ќе нема во буџетот средства за плата. Никој не можеше тоа да го очекува, дури ние во плата за плата немаше средства за да се исплатат плати, фалеа средства за помногу ставки, но она што го направивме, јас сум благодарен на цела влада, еве во овие 10 месеци што помина 11,
што се е направено, тоа се многу сериозни работи. Еве, само да знаете дека еве како ново раководство во Министерството за одбрана имаме потпишано договори за преку 50 милиони евра. Дали се тоа со европски институции, дали се со нашите стратешки партнери, договори за модернизација и сите средства се грантови. Грантови, да. Да. Ниту еден денар не е потрошен токму за овие намени, зборам за сериозна модерна опрема. Дронови, секако вид на оружување, имаме неколку одлични договори што ги поминавме во собрание со Америка. Имаме неколку договори што ги направивме со Турција, зборувам за различна униформа, за различна опрема за сите единици, а од друга страна потпишавме 2 пакети дополнителни со Европскиот мировен фонд, тоа се 14-15 милиони евра. Сад што е добро да кажам, дека претходното раководство потпишало еден таков договор за 9 милиони евра, но навистина е голема бројка за 10 месеци, толку средства надвор од буџетот дополнително да се привлечат и да се сработат. Да, апсолутно. Тоа е многу опрема за нашата војска. И тоа мене навистина ми е драго бидејќи ќе имаме добри единици со нова опрема. Паралелно набавуваме доста оружје, набавуваме теренски возила, односно GLTV возила што се едни од најдобрите, страјкери што ги стигнат оваа година. Исто така работиме и на хеликоптерите, работиме и за да стигнат хаубици, да стигнат артилерија, се разбира, противвоздушни системи, сето ова во една година, и оваа година ќе стигне на вистина многу опрема и ќе бидете сведоци. Но сето тоа треба, зашто велам, ова го набројувам во контекст, за 10 месеци ова све треба да го обезбедите во буџетот. Тоа се сериозни пари. Моментално Министерството за одбрана го има најголемиот буџет до сега. За се ова да се сервисира, бидејќи најголем дел од договорите се потпишани претходно, но не се планирало како да се обезбедат средства низ годините. Неверојатно е. Јас оние средства што ги земам како што ги спомнав како грантови, како работи што треба да се сработат, тоа не се добива грант од Европски мировен фонд тука така. Треба долга работа, треба овие договори да се анализираат, да се потпишат и така натака, и потоа следи доставата низ годините, што е исто така реално да се каже, а паралелно се овие 10 месеци ги исплативме како министерство сите работи што не се плаќале од 2017 година по колективен договор. Драган, зборувам за преку 18 милиони евра исплативме. Ви велам, кога влегов во министерството немаше доволно средства за плати. И ние до крајот на годината ги исплативме и сите средства по колективен што не се исплаќале од 2017 година. И сега знаете ли што е најголемиот проблем во сето ова? Што на тие пари имало камата бидејќи сме биле тужени како држава, како министерство. Камата на камата. Исто како и во исто како и точно каде се не. Сега во овој момент се исплаќа по колективен договор. Перцепцијата во јавноста е дека една од подобрите реномирани институции моментално е Министерството за одбрана. Ке сватиме наравно и се разбира тоа не е едно од клучните прашања вечерва, но уште еднаш да го повториме делот со политичкава криза во наводници, ќе видиме како ќе случуваат работите, се разбира во рамки на владата, меѓутоа дуи конкретно Али Ахмети испраќа некакви пораки кои што редовно се на граница на би рекол на политичка култура. Последното беше во изјава за два медиуми дека доколку биде ставен на обвинителна клупа поранешниот министер за економија, тој ќе излезе на улица и веќе не се враќа. Кога Али Ахмети ќе каже ќе излезе на улица и веќе не се враќам, автоматски вие со тоа добивате една дури не толку суптилна, туку прилично отворена закана. Секогаш кога дуи на било кој начин е фатен во некој теснец би рекол, се вакви пораки постојано се користи, дали е некој закон, каде што не знам некои права се ограничени или што и да е, веднаш националистички би рекол вие велите дестабилизација, мислам дека таа реторика веќе е многу одамна користена. Сега се други време. Веќе е бајата практично. Па да речеме така. Со овој начин на говор дали прави нешто подобро за држава? Дали младиот човек му се допаѓа ова што го прави? Дали дуи конечно ќе излезе од матрицата да понели Европска партија, не зелена партија? Повторно се враќаат на една стара матрица каде што сакаат со провокација би рекол да се напреваруваат. Подрумот со ова, она. Јас сум многу внимателен во вакви изјави, сепак водам ресор каде што треба да бидам внимателен. Но имаме квалитетни институции каде што се разбира ќе се справат со се. Но знаете како го коментира Уставниот суд.
ова секако да ви кажам, закана е министерот е обвинет или ќе биде обвинет за дело кое што знаеме како заврши, се разбира не е неговата вина директно, индиректно. Меѓутоа, тогашниот министер, ако има одговорност, каде е проблемот да одговара? Вие не можете заради еден човек да решите ние сега ќе дестабилизираме пораката е таа, ќе дестабилизираме цела земја, бидејќи излегувам на улица и не се враќам. Заради еден човек кој што е обвинет за дело кое што е пресериозно за некој да мисли дека така може да помине. Првин ќе почека да види дали има дело. Дали воопшто да, ама однапред се обезбедуваат. Од друга страна они го осудија, вака малце чудно. Они веќе како партија осудија дека знаат некоја пресуда, не знам што знаат. Тој првин треба има презумпција на невиност во секоја постапка. Да видиме дали ќе има, зашто ќе е тоа дело, што се случило. Јас не знам. Они ако знаат нека кажат. Можеби имаат информации. Граѓаните не знаат. Треба постапки. Ова го води јавното обвинителство. Не го води МВР, не го води некоја друга институција. И кој што реално не е контролирано од власта. Апсолутно. Тоа е барем сигурно, да. И тоа секој го знае. И најголем дел тие луѓе што се во обвинителство, во судство и така натака, знаете кон кого се. Па дуи ги постави се, што да се лажеме. Сега, прашањето е зашто со оваква реторика постојано излегуваат пред јавноста. На овој начин ќе ги заштитат нивните функционери. Ако некој погреши, нека одговара. Мислам дека е добро и они тоа да го кажат. Така се расчистува со некои работи. Вие знаете дека и ова тука нема прогон. Тука гледате колку луѓе се офатени, секој што погрешил ќе си одговара. ВМРО ДПМН беше со стотици илјадници луѓе прогонувано како партија. Вие знаете што се случуваше 7-8 години. Зашто секој еден знае? За да се променат некои стратешки за некои сакаат да забранат партијата, речиси. Тоа е едно друго, го сменија името. Имаше зашто причини, сето тоа му се правеше на ВМРО ДПМН. Секој што сака да излезе на улица, тоа е демократско право, но зависи како потоа тоа ќе го менаџира. Секоја деескалација и се она што може да биде нарушување на јавниот ред и поредок, се разбира секоја институција која одговори. И тука нема дилема. Ние како опозиција често пати бевме на улица. И тоа е демократско право. Се одека тоа не прересне во некоја анархија и така натака. И да, во ред, но мислам дека треба да се промени нивната стратегија. Има таму, убеден сум, квалитетни луѓе што сакаат да видат подобра Македонија, а не со вакви националистички грекови омрази. Така. Кога сме кај локалните избори, се уште во овој дел, премиерот вели ќе постигнеме историска победа, нема никаква дилема, вие го повторивте истото. Се уште не излегуваат партиите, самежливи се уште со кандидатите за градоначалници, иако вака профилно барем во Скопје повеќе или помалку се чувствува кој што ќе биде. Се разбира не барам од вас одговори кога се уште немате одлучено на централен, како ги викате тие, на извршен комитет и така натаму. Меѓутоа, баш така, кога се во прашање локалните избори, клучна е личноста. Мора да имате човек кој што навистина е вестинското место во вестинското време. И при тоа не зборуваме само за, да не го спомнеме сега примерот со Скопје, видовме како заврши таа, не слекна приказна отворено ќе кажеме. Меѓутоа секаде до најмалата општина морате да имате човек кој што навистина суштински ги знае проблемите на таа општина и суштински се бори со нив. Се слагам целосно и затоа до крајот на овој месец, и оно кое што го спомна и премиерот, преку 80-90% би требало кандидатите да се знаат. Ние веќе почнуваме на секој извршен комитет да ги разговараме овие теми, но еве стигаат и сите анкети. Најголем дел се стигнати за доста градоначалници, за активни градоначалници, за луѓе што ги даде партијата, за луѓе што се надвор од партијата, различни мерења. Врз основа на тоа ќе биде смерница кој од актуелните градоначалници повторно би останал, дали ќе има негде промена, но секаде каде што јас сум имал прилика да погледнам на анкетите, убедливо водат пред било кој кандидат на СДС. Зборам за актуелните градоначалници, за луѓето што се ставени на анкетите од ВМРО ДПМН. Тоа ни дава право да секој ден да каже дека навистина имало квалитетни луѓе што овие 3,5 години веќе ги водат локалните самоуправи. Има многу квалитетни луѓе, еве можеби спомнавте несрекна, би реков една серија, не случајно кажувам, на ВМРО ДПМН со поставување на градоначалник на Скопје, бидејќи во времето кога поставувавме независни кандидати и надвор од партијата ни се случува вакви работи и тоа треба да го кажеме јавно. И тоа не треба да бегаме од тоа. Зборам, не е овој прв независен кандидат.
Знаеме какви резултати имавме кога идевме со Коце и така натака, сега да не ги спомнувам имињата, да не некој да не помисли дека е нешто решено сепак или не знам што, да. Сепак сум подпредседател на партијата, оние што се најквалитетни на анкетите, ќе ги дебатираме, ќе ги разговараме и кој е најдобар нека биде градоначалник на Скопје, зашто сигурно ќе биде. Но и да ветиме многу работи што е и овие години наназад не се остварија за градот Скопје. Јас живеам во градот Скопје, живеам во општина Ѓорче Петров, каде што можам у Ѓорче Петров да видам многу разлика од претходно, многу разлика. Овие проекти што се даваат од владата кон општините е навистина огромен проект, е маестрално нешто за помош кон општините, бидејќи со своите средства што ги имаат општините може дополнителни работи да направат. Еве гледам вчера доста градоначалници објавија 7 милиони евра, 9 милиони евра помош директно кон општините. Тоа е за секој едно место и тоа за секоја општина. За секоја општина. Значи може ли од ВМРО ДПМН сите градоначалници да покажат резултати, но и градоначалниците на СДСМ можеле да покажат. И оние на ДУИ ако аплицирале, ако ги добиле средствата, ако се покажале. И затоа ќе видиме кои ќе бидат следните кандидати, но јас чувствувам дека голем дел би били сегашните градоначалници, зашто навистина анкетите покажуваат дека народот им дава доверба. И тоа е добро, бидејќи 3,5 години нема скандали, можеби има грешки, не велам не, секој што работи и греши, но убеден сум дека еве ќе кажам директно кај вас, најдобар резултат во овие 30 години ќе има во РДП. Ќе видиме, се разбира. Премиерот рече вчера или денеска, не сум сигурен дека од резултатите на локалните избори ќе зависи тоа дали ќе има предвремени парламентарни, дои се разбира бара предвремени парламентарни, што е легитимно. Да, што е легитимно. Логично е СДСМ да бара. Меѓутоа СДСМ се очигледно во некаква специфична состојба. Еве така ќе го речеме тоа, специфична состојба, па не бараат нешто вака посебно. Тие очигледно се занимаваат со се уште со внатрешни некои комбинации, несогласување или што и да е, меѓутоа некои велат предвремени избори се кога мора. Не мора да има предвремени избори, не треба да има и кои ќе ги прашате граѓаните се против предвремени избори. Не чаман од избори сега реално. Точно е така. И нема потреба. Нема потреба. Ако имате стабилно мнозинство, ако имате функции, институции што функционираат и ако се во рамките на нормалата. Да, но и самото прашање што се наметнува по завршување на локалните избори ќе се отвори прашањето дали би имало потреба од парламентарни избори, самиот ден ќе заврши тоа прашање кога ќе се види кој е победникот на локалните. Не само јас, мислам дека секој еден и затоа е тоа прашање така и се одговара. Знаете, само избори влие и на економија, влие и на реформи, влие и на процеси. Се блокира се. Имаме стабилна влада, имаме огромна можност економски да се покажеме, бидејќи кога стигнавме како нова влада, беше владата, да речеме, сите институции во финансиска дупка, каде што не можеа средства да се најдат, не само плата во министер, за насекаде фалеа средства. Мислам дека преку 250 милиони евра фалеа во тој момент во буџетот, каде што сега има една различна слика, каде што можеме да видиме дека се подобрува економијата, повеќе средства има во буџетот, подобро да се испланираат работите. Еве конкретно, ние почнуваме во министерство да проектираме проекти за следната година да можеме повеќе да направиме реконструкции, дали се тоа обновување на некои капацитети и така натака. Имаме можност. И сега треба исто да се задолжите, да земете средства и вие да 10 месеци да правите избори, сето тоа ќе се растегне. Ќе се растегну. А народот чека резултати. Така што еве да подиректно да одговорам, мислам дека и убеден сум дека нема да има. Вие зборувате за проекти за предвремени парламентарни избори. Вие зборувате за проекти велам, зборувате за многоње средства за нови конкретно во вашето министерство, освежување на армијата, обновување на оружје и така натаму, секој во своето. Од друга страна, една од по-новите мантри на опозицијата, и затоа го спомнам намерно, е дека владата почува да забегува. Забегувањето е, ќе се согласам, криминал во некоја смисла и не се спомнува. Нешто. Се вади нешто ситно колку да се каже, некаков криминал, како што имавме во претходните 7 години секој втор ден. Аферишта нема, меѓутоа сега пронајдоа ВМРО многу да се дозволуваат многу трошат пари. На се што, на патувања, на не знам што. Сега излегуваат и фотографии, не сум видел вас на фотографија, морам да признам, од некаде, меѓутоа има други, се забегува ли еве? Апсолутно не. Ако има било каков пример, еве, на кој било,
И ако тоа е навистина така, се разбира има објаснување зашто се случило или така натака. Патување негде не би требало да биде забегување. Јас пробувам да го сведам тоа на минимум, максимално да се троши домакински во министерството што го водам и навистина е така и повикувам сите институции нека влезат, нека проверат. Еве државна ревизија е во моето министерство, Министерството за одбрана. Сега, Токму сега, да, тоа да би рекол, да бидам целосно искрен и моје барање беше да дојдат да ги проверат сите процеси. И не само што се работело во изминатиот период во минатото. Јас од кога потпишувам. Исто така да го проверат целосно. Фер. Нека проверат. Можеби со мојата работа ќе се увиде дека негде може нешто се подобри. Мене не знам зашто бега некој од ревизија, ја па напротив. Сакам да има ревизија што почесто. Лешници што сте купиле премногу. Не само тоа. Имате на се наод. Се разбира. Се наод како да се подобрите и како институцијата да биде подобра. Вие ако сега една компарација направам. 18 милиони евра исплативме поради тоа што не се исплаќало на време различни тужби по различни предмети. Со 18 милиони евра што се исплатени минатата година. Можевме да направиме нов дом Нарам. Можевме да направиме нов хотел Шар што го имаме ние како на располагање. Имаме 2 кампа што се во Охрид, Свети Наум и во Дојран. Да. Тоа се све капацитети на министерството. Има еден воен хотел. Знаете у каква состојба се? Предпоставам. 30 години не се пипнати. Сега се проектира хотел Шар. Сега се проектира дом Нарам. Но тоа мора да се направат. И тоа исто така од грант средства аплицирав. Може би ќе трае подолго, но на тој начин ќе заштедиме средства. Со сите овие средства ќе направиме многу повеќе. Не им било гајле, Драган. Плаќале казни, па други плаќа казните, тоа е реалната. И сега за да се избегне, не знам, реалноста СДСМ што ја имала овие 7 години, се фаќаат за вакви работи, вие што ги спомнате сега, кој каде бил, ако има било каква, ако има некој погрешено, се разбира, ќе се објави. Има начин, добро. Владата е целосна, транспарентна и ќе ги објави сите работи, но може да се претвори овој, како би рекол, оваа топка ако се претвори во ние да вадиме секој ден како институции што се правило, тоа ќе биде главна тема СДСМ со денови, па дуи ако го видиме низ овие 20 години, тоа знаете што би било, тоа сапуница, како се вели. Така. Ајде сега да преминеме директно на вашето министерство, не вашето, каде што вие сте министер, Министерството за одбрана. Многу важно прашање. Вие спомнавте повеќе работи што веќе ги преземате во ред околу вооружувањето и така натаму. Меѓутоа често пати, особено кога киза тоа ние листи на подготвеност на армиите, ние обично заземаме некое место кое што е дури греота да се каже, 130, 120 тамо, некој ќе рече подобро, мала земја, мали ресурси и така натаму, но веќе неколку години сме во НАТО. Колку сме компатибилни ние објективно со НАТО стандардите? Јас секогаш кажувам дека сум горд на армијата, секогаш велам дека капацитетите во армијата ќе се подобруваат и се подобруваат драстично. Да, ние имаме мала армија, но имаме пред се луѓе што си ја сакаат државата. Имаме луѓе што даваат се од себе во рамки на армијата, но и во Министерството за подобрување на овие процеси. И доста сме познати во оној дел каде што НАТО не оценува дека имаме резултати. И тоа секоја една земја членка на НАТО може да го признае. Сега ние имаме различни цели на оценување, но и цели што треба да ги достигнеме во нареден период, да се модернизираме, што би купувале како опрема, што треба да направиме дополнително. Добро, во таа фаза до каде сме, мене тоа ме интересира. Не знам, модерниве војни за несреќа покажа, особено оваа во Украина, што значи новиот облик на војна. Тоа се дронови претимнаци, не знам, не се само дронови, не се само дронови, меѓутоа технологијата во прв план, апсолутно во прв план. Да, но како се развиваат дронови, се развива друга технологија за антидронови и сето тоа е војна индустрија, но она што е интересно што ние ги следиме сите тегови и ќе пробуваме да набавиме целосно наоружување, би рекол, и опрема, што НАТО ни кажува каде ние најмногу треба да се сконцентрираме, тоа е во лесната пешадиска батальонска група. Тука најмногу ние вложуваме средства, затоа и купуваме оклопни возила, затоа тука се развиваме максимално, но не треба како сегмент само тој дел. Треба да се купува, се разбира, и дополнително оружје за сите единици и тоа го правиме. Но она што е затекнато со низ годините, што не се купувало, на пример, јас сум многу искрен и реален директен. И тоа што и во овој момент не е добро, мора да се каже. Со години не се купувала борбена униформа. Не се купувале чизми. Тоа го знаеме уште од времето, се жалеа буквално од армата дека нема чизми, колку и да звучи грозно, мислам. Да, но
се давало толку многу опрема и пакети за Украина, што не велам дека не требало, но требало да се искомпензира на друг начин, како што многу земји тоа го искомпензирали и добиле средства. Да, ние имаме добиено од Европскиот мировен фонд или директно преку ЕУ, но во овој момент, сакам да знаете, дека околу 100 милиони денари ќе се распишуваат тендери за нова борбена униформа, за нови чизми, за се она што следи и што е потребно согласно правилници за војниците, зборам за целосна опрема. Следната година уште повеќе средства ќе има за целосен подобар изглед и за се она што им треба на војниците. Паралелно направивме договор, исклучивме договор за 4000 нови комплети борбена униформа со Турција како донација. Склучивме договор за нови чизми. Исто така има тендер постапка за тоа. Мора паралелно сите работи вие да ги правите за да ги подобруваат. Гледате што зборуваме сега. Зборуваме за не набавувале основни работи. Униформа и чизми. Збориме за гардиски униформи, збориме за свечени униформи, за се она што е потребно. И тоа паралелно мора сегде чекор по чекор да се прави за подобрување. Ништо не се менува наеднаш. Но јас имам целосна желба да помогам. Целосни од сабајле до вечер, фокусиран сум како да се подобрат состојби и ќе се подобрат. Навистина и овие капацитетите што ги спомнав, што се лоша состојба, сите полека ќе станат навистина една убава приказка. Држете ме за збор. Треба време, но села ќе се менува. Вие знаете подрачните единици што ги наследивме беа катастрофални, најголем дел од нив. Во 2 или 3 крововите се паднати. Сега се информации на влада, утре имаме влада, нови канцеларии, односно ќе имаме нови простори за тие подрачни единици. Не се грижело сметка. Таму има луѓе што работат. И сега друга работа, зашто е атрактивна армијата? Се подобруваат условите, навистина. Треба време и ќе се види. Распишавме оглас за 300 војници. Тоа беше зборот сега, добро. Сега да ви кажам колку е подобрена сликата во изградените. Колку луѓе ви се пријавија? Најмногу 1861 за 300. За 300 места, тоа е 5 пати повеќе. Ако сум добар со математика. И мислам дека уште повеќе ќе има интерес во наредниот период низ годините, бидејќи солидни примања, се подобрува изгледот на армијата, НАТО земја, сето тоа придонесува за секој еден млад човек да сака да биде дел од армијата. Сега денеска завршуваат оние подготовки што се физички, започнуваат после здравствените прегледи, лекарски и така натаму, што многу луѓе за жал не може да влезат, ќе влезат сега 300, но сакам да објавам дека ќе има и во наредниот период да се примаат уште војници, бидејќи има интерес. Младите луѓе што ја сакаат држава, тоа покажува дека македонскиот народ си ја сака државата. Ја сакаат војската. Имаат почит кон тоа по дефиниција е еден од символите на државата. Точно, од генерал па надоле ги почитуваат како луѓе, како професионалци. И тука не треба партии, тука не треба да се делиме по една основа. Луѓето што се таму и што секој еден ден работат за подобра Македонија, за Македонија да биде побезбедна држава, треба да ги почитувам. И затоа најквалитетните луѓе што во овој оглас ќе влезат во армијата треба да покажат дека стварно се најквалитетни и да сакаат Македонија, сакаат. Добро, но кога сме повторно околу парите, врти се учи за парите, бидејќи што и да направите, повторно некој ќе рече, сега па многу пари трошите. Ако не инвестирате во армијата, значи нечинат не инвестираат. Такви инвестираат од каде им пари крадат, не знам што. Сето тоа оди во некој политички контекст се разбира, меѓутоа факт е дека Македонија троши оноку колку што е предвидено на 2% од буџетот. Така. Сега новите констелации во светот велат дека работите треба да се зголемат дополнително. Марк Руте, ако не се лажам, генералниот секретар на НАТО зборуваше дека е потребно тој буџет да надмине 3,5% од БДП, па се уште некакви специфични додатоци да дојде и до 5, она е барањето на Доналд Трамп. Во такви околности што може да направи Македонија? Не сум сигурен дали сте дојдени во таа фаза. Ние велам ги исполнуваме условите што се бараат од нас. Меѓутоа ако условите нагло пораснат за уште 1,5% или 2%, тоа веќе дали Македонија ќе стави во проблем? Апсолутно финансиски проблем би било тоа многу сериозен, но јас сум многу директен, реален, независно кој е соговорник. И ги кажувам капацитетите на државата што во овој момент се достижни, она што можеме реално да го прикажем, а тоа е дека нашиот буџет ќе биде на 2%. Вие убаво кажавте да се очекува, не само сега на министерскиот состанок што ќе биде во јуни, па има и самит оваа година исто така во Хаг, каде што ќе се зборува над 3,5% да може да стигнат земјите. Многу земји не може да стигнат, апсолутно не може. Но мора и ние сами како држава да ги видиме, да смениме методологијата на се она што трошат и другите институции, а е поврзано со безбедноста.
Интересно. Ова не е случајно го Добро. кажувам. Многу земји тоа го прикажуваат. Еве сега јас пробувам со информации со нова методологија да прикажеме кон НАТО, се разбира на крајот НАТО прифаќа дали ќе се земат тие трошоци што другите институции ги трошат, а се поврзани, за да ги прикажеме, бидејќи навистина и други институции, не знам, имаат други институции сајбер безбедност, имаат доста софтвери. Па добро, ако другите држави тоа го прават и им се прифаќа, зашто во нашиот И случај? ние тоа ќе го правиме. И ние тоа ќе го правиме за да прикажеме дека не само Министерството за одбрана, други институции подобруваат дел од своите институции во кои што се однесуваат за одбраната, апсолутно. Точно, колективна безбедност. Тука се другите институции како што се за разузнавање и така натака, оние институции што може да прикажат дел, Министерството за надворешни, Министерството за внатрешни, тоа го прават поразвиени земји, ќе пробаме на тој начин ние полека да прикажеме дека навистина како мала земја 2% се многу средства. 3,5% се исто така би рекол неверојатни средства за една мала држава. Македонија, апсолутно. Но целите за способности што ни се даваат како земја за наредни 10 години, сакам ова да ви го објаснам. Не ние сами кажуваме сега тука ќе трошиме пари додека седиме во НАТО. Значи доаѓа тим каде што ни даваат цели на способност како да се развиваме во наредниот период. Врз основа на тие цели во наредните 10 години. Тоа се многу средства, милиарди би рекол, што треба Добре. министерството да ги издвои за да ги стигне тие цели. Јас сум многу директен дека е тоа со загриженост го прифаќам, бидејќи тоа се многу средства што треба да се одвојат. Дали нас ни е исто така важно болниците да бидат помодерни, да бидат средени? Несомнено. Дали треба училиштата? Значи треба да има Баланс, равномерност. апсолутно, да. Ние сме мала земја. 5 години сме во НАТО и не можеме да прекосиме со земји што се многу години во технологија, со нивните би рекол потреби за оружје и за надопунување на својот арсенал што отишле многу пред нас, ние наеднаш да ги стигнеме. Не е возможно. Ние имаме толку сериозни договори, еве само Леонардо ми го спомнам тој договорот за За хеликоптери. хеликоптерите. Тој е 300 милиони со сите даноци. Тоа е сериозна сума на пари. Како не е? За За нас било е. која земја. Така е. Тоа се сериозни пари. А замислете да стајано е и заглавено во буџетот, бидејќи оваа и следната година треба најмногу пари да се платат. И вие го заглавувате буџетот. А се бараат нови и нови цели. Треба рационално, треба мудро, но иако буџетот, јас ви го кажувам 2%, јас преска ви спомнам дека 50 милиони евра се подпишале договори надвор од буџет. И тоа треба да се прикаже. Ме разбирате? Ние даваме се од себе да покажеме дека даваме целосна поддршка на она што се бара од 2%, а со тек на годините да треба да расте. 5% многу малце земји има. Односно Полска може да издвои, се разбира, Соединените американски држави кои ќе направат чекор до 5%, но има па земји како Словенија што 7,3. Збориме за земји. 1,3. Да, А збориме. Словенија е Што имаат направено- каде посилна економска ситуација од нас. Да, но имаат добра стратегија кои полека ќе растат низ годините, што еве го поздравувам се до тоа, но треба многу да се стигне. И кај нив 1,5% е посериозна сума на средства од Така. тука. Добро. Заради економијата што го спомнавте. Ја спомнавте лесната пешаѓа и дека тамо треба да се инвестира, тоа е очигледно стратегиска одлука на НАТО, меѓутоа повторно дека нас ќе чуете од експерти, од Знајковци, што ќе ни е тоа, ние потрошивме 200 милиони за не знам тамо работи што нема да ни требаат тука ако се судриме со некој не знам што. Во оној повторно ќе речам во овој технолошки смисол со тие дронови, со тие варфер, модерн варфер што се нарекуваат, имаме ли ние причина да влегуваме во таа приказна или сме задоволни вака како што сме? Јас друго само да спомнам Слободно. на оваа тема, многу интересно е дека неколку компании дојдоа во Македонија што сакаат еве да отворат фабрики за наменско производство Кај нас? кај нас. По добро, тоа е претпоставувам. Јас сум се видел со десетици различни компании, но 3 се сериозни што би сакале и веќе да склучат договори. Едната веќе склучи договор со македонска компанија, турска компанија за отварање, ако не се лажам, тоа е капацитети за фабрики за барут. Има други компании што се од UK, од USA, сега да не ги кажувам компаниите што имаат интерес, се потпишуваат некои меморандуми и така натака, што имаат интерес. Има компанија исто така што сака да вложи во дронови. Но исто така е заситен пазарот, исто да знаете, од доста компании што веќе отвараат различни видови на производство на дронови. Но добро е што наменска
индустрија сака Па Србија и Бугарија од таа наменска индустрија за оружје сериозни приходи имаат во буџетот. Да, и сега во Македонија има компанија македонска што еве се повеќе го зголемува производството и ова е добро за и стабилноста, но и да се врати, знаете, низ времето многу капацитети низ годините беа затворени. Апсолутно зборам за наменско производство или за воено производство, вака подиректно, што еве сега тоа се случува, за жал морам да кажам, поради она што се случува во регионот. И што се случува на континентите, борбите, незапирање на крвопролевање и така натака. Но се е поврзано што ние како земја треба да гледаме и развојни програми за наменско производство. И тоа е многу важно и во иднина да, мое лично размислување, да се размислува и со директна соработка со компаниите што ќе вложуваат тука за производство на оружје или муниција. Јас се надевам Зашто дека да не? Да, јас се надевам дека тоа ќе ви успее. Уште едно директно прашање. Колку не чини нас војната во Украина? Видете Знам се. дека е тешко прашање. Од една страна е политички одлуки, од друга страна е геополитичка ситуација, од трета страна ние даваме, окей, даваме затоа што сметаме дека е исправно, да, но можеме ли ние да продолжиме во тој правец? Видете, малце ќе го објаснам се тоа. Низ изминативе години се дале премногу пакети. Премногу. Околу 14-15 пакети. Тотал во сума е огромна сума, иако најголем дел се тие строго доверливи, затоа нема да ги Нема проблем, да ги никој не бара точни. Но ќе треба и точни податоци, зашто ќе ви објаснам. Многу земји, ние од кога сме влада имаме еден пакет дадено и тоа бил претходно договаран, кој што исто се разбира го дадовме, бидејќи е поврзан со претходните пакети. Но финансиски е многу сериозна сума на средства што е дадена и помогнато. Сега што мене ми пречи, би рекол. Помошта се разбира, ние поддржуваме Украина и тука нема дилема. Туку што никој претходно не пробувал преку различни алатки да компензира со опрема од другите земји што давале, а не се потребни за Украина. Ако само сме давале, а не сме се обидели да повратиме нешто. Воопшто. Сега. Доста сме благородни и богати и ни се може. Да, но јас имам поинакво размислување. Јас мислам, дур сум во ова министерство, дека ние ако помагаме треба да видиме како да се помогне кон нас. Еве сега со неколку земји обновивме соработка што претходно би рекол бива игнорирана. Вака подиректен да бидам. И сега ако сакаме да помогнеме и ќе помогнеме, во возрад да добиеме финансиски средства за тоа што ќе помене целосно или опрема директно за армијата. Значи се менуваат работите. Значи треба малце да бидете поупорен за да го добиете ова. Еве сега на маса се размислува такво нешто. Ако помогнеме, целосно се помогне не само на армијата, и на другите институции. Па дали сме заедни? Зборам за директна опрема што ќе ја добиеме, дали е нова, дали можеби половна, но опрема што тоа што сме го дале, слична опрема да добиваме. Да, има доста ресурси што не сме ги користеле, не биле потребни. Но зашто само да се ослабнува низ годините армијата? Јас сум против тоа. Апсолутно. Јас мислам дека треба да се помага целосно на било кој начин. Јас кога седнувам со различни аташеи, со различни амбасадори, еве, може и да го проверите се тоа, секогаш велам што ќе добие армијата. Што би добило од сите овие процеси? Зашто Криволак не е ставен во регионалните мапи, а може да се стави? Апсолутно. И тоа ќе го стави. Криволак важи за многу сериозен полигон. Зашто го кажувам? Врз основа на тоа, ние може да добиваме средства од НАТО и од ЕУ, бидејќи близината на коридорот 8 и 10 се околу Криволак, можеме да добиваме дополнителни средства. И НАТО тоа ќе го поздрави. Ние добивме од НАТО сега директно 750.000 евра за подобрување на капацитетите на Криволак. Се може, Драган. Треба да се сака и многу да се работи. И затоа колку ќе не чини ова, не чини многу опрема што сме ја дале за да помогнеме, но исто така тоа се забележало и во НАТО и тука нема дилема. Но јас мислам дека не сме ние во надпревар само да помогнеме, не може се да дадеме. Ние мора да имаме сериозно нарушување во секој момент и тоа го правиме. Многу земји од нас бараат едноставно Полска, која што е неспоредливо поголема и даде навистина огромно количество оружје на Украина, бара компензација отворено јавно, не е тоа нешто. Па тоа е така, Грција, не знам ова кој. дека ние бараме туку, постојат програми каде Така што е. ние треба да ги искористиме тие програми, апсолутно. А ние сме професионалци во неискористување, барем бевме такви во минатото. Па не само што мислам дека има и други причини зашто не ги искористиле. Има и некои лукративни причини зашто не сакале да искористат дел од овие средства. Пример се нудело и хеликоптери, па некој склучил договор за хеликоптери. Значи многу различни
работи се случувале, но јас не сум тој што треба да ги оценува. Тие работи има институции, треба да тоа се проверат. Тоа што е, ја што треба да го направиме да доставам до тие институции да си проверат што се разбира е направено. Има една коалиција на волните, мислам така се преведува на македонски, од земји кои што по новите случувања во Америка и нивниот пресвал практично во меѓународните односи, најавуваа, сега веќе тоа малку срамежливо како да се подзапира, меѓутоа едновремено најавуваа испраќање на своји контингенти во Украина ако се потпише мировен договор, што нели е прилично компликувано, бидејќи не гледам дека на фронтот нешто се смируваат работите, меѓутоа постои ли и теоретска можност утре заутре од Македонија да се побара, бидејќи мислам дека на многу луѓе тоа е важно да испратиме војска во Украина. Да, многу пати ми е поставено ова прашање. Прво, форматот не е НАТО. За тоа прашав, ова е нешто друго. друго. НАТО и може да го побара секој една земја членка, но на крај ние како држава оценуваме дали тоа е потребно или не. Јас многу пати сум кажал. Но ќе речат вие сте во Европа, дел сте од НАТО, вие сте сојузници. Ева како подиректен да бидам, нема да праќаме. Па добро, тоа е македонски важно. војници. Апсолутно. Јас дур сум министер, нема да праќаме македонски војници во Украина, бидејќи ние треба пред се да гледаме што НАТО што прави, што се заклучоците да ги пренесеме на јавноста едногласно да се прифатат од сите земји членки. Овој формат, иако да, со многу земји од НАТО, но предводници се Франција и UK. Да, и UK така е. Они се предводници, веќе имаше еден состанок на војниот комитет каде што началници на генералштаб беа, разговара за различни размислувања и најголем дел се сепак и строго доверливи информации, каде што има различни размислувања што би се случувало, различни сценарија, регионални сценарија и така натака и така натака. И како секоја земја би можела да помогне или дали би сакала да помогне. Она што во овој момент е најважно, го спомнавте. Дали ќе има мир? Оваа коалиција на волните, Coalition Building, дали ќе успее или нема да успее, треба првен мировен договор. Се разбира, ние чекорите наши ќе ги преземеме согласно оно што го прави нашиот стратешки партнер, развиените земји и така натака. Но форматот таму е малце поразличен, каде што има земји што за поддршка и не знам, Австралија и така натака. Различен формат, но и оние состаноци што се водеа во минатото беа предводници земји членки на ЕУ. И сега јас, ако ми дозволите едно прашање ќе поставам. Ние секогаш можеме да помагаме за секој едно прашање, но кога треба да влеземе во ЕУ, тогаш на страна сме. Да, тогаш не сме прашани. За жал. Ако можеме на секој ваков процес да помагаме, нека се разгледува паралелно дека исто сме важни да бидеме членки на Европската унија. Јас ова го зборам директно и на дипломатите. Ако треба ние да праќаме контингенти, може кој сака да го побара тоа, на крај ние одлучуваме. Државниот врв тука, а на крај кој одлучува македонскиот народ. Но да го затворам ова како прашање, нема такво нешто, но треба да разговараме, да ќе се разговара сигурно и на самитот, ќе се разговара за помош кон Украина повторно, но паралелно, дали ако Украина се наоружува максимално, дали тоа ќе придонесе да се постигне мир? Тоа е круцијалното прашање, мислам, че И ова прашање е поставено од државниот секретар на САД. Да, на последниот министерски состанок. И треба да се размислуваат многу прашања во овој процес. Има многу работи што се сепак доверливи, што многу земји членки ги знаат што се случува на фронтот, што се случува постојано, како се наоружуваат останати земји, поготоа како расте наменското производство во Русија, што е нешто што е закана за Европа, но не само за Европа, за целиот свет. Тоа се многу сериозни суми, сериозни. Русија е влезена во целосно воена индустрија, тоа е апсолутно. Да, но и доста се наоружува и Украина исто така, кои сериозни помошни дојдено и фабрики таму работат постојано. И мене искрено прашање тука. Бидејќи се реков се променија околностите во светот, особено на релација САД Европска унија, во рамки на НАТО. Затоа велам искрено прашање, се чувствува тоа? Еве, вие имате прилика, сакале некеле да бидете дел тамо. Што по-конкретно мисли? Па, се чувствува ли таа... Затоа што имавме чувство, впечаток, дека НАТО е една апсолутно унисона организација во која што работите одат гладко, не знам дали е македонски збор гладко, онака, секако што треба, и сега вие нагло гледате од главниот играч, од оној што објективно го наоружува целото. Да, тоновите беа сменети целосно. Тоа ме интересира, дека се чувствува таа разлика. Се чувствува, поготово, еве, јас имав прилика да бидам на два министерски состаноци, каде што различни администрации од САД беа.
И каде што тонот е претходната друг многу е сосема различна. Сосема различна каде што сега она што сега разговара за мир е поголем фокус. Иако мора да бидам искрен, неколку земји го отвара прашањето, зборам во администрацијата на Бајден, кога имаше представници во НАТО од таа администрација, други земји членки на НАТО од Европа, каде што велеа дали ќе се постави прашањето за мир, кога ќе има мир, дали ќе се наметне мир, различни солуции, критериуми, прашања што се отвараат од сето тоа, но во тој момент не беше фокус. После тоа, со новата администрација, само тоа беше фокус на последниот состав. И многу земји исто така се загрижени, дека подиректно да бидам, бидејќи имале различни историски проблеми преку со Русија, поготово тие земји што се во Од Балтикот, Полска, Романија, се разбира. И сега тоа ќе видиме јуни што ќе се разговара, што ќе биде главната тема, но се разбира ќе биде Украина, се разбира ќе биде, да знаете дека една од главните теми што сега ќе биде и нареден период е Индо-Пацификот, каде што многу ќе се крева како тема, но да знаете дека јас секогаш на тие излагања можам да кажам, зборувам за Западен Балкан, за ситуациите што се тука, но и една од темите што другите земји ја офаќаат исто е Западен Балкан. Тука ова е полека доаѓаме до финишот на емисијата и ме интересира. Членки сме на НАТО неколку години, полноправни се разбира. Во вакви околности кога целата организација се наоѓа во една речиси воена состојба во која што големите се кршат меѓу себе од овие или од оние причини, јасно е дека ние имаме право да окажеме своето мислење. Вие излегувате и се разбира зборувате за темите што нас пред се не тангираат. Меѓутоа реално постои тамо желба да ги се слушаат малите или сето тоа е само формално. Многу ми не велат, па ние сме во НАТО ради редот чисто да плаќаме и тоа е тоа. Не, апсолутно не. Апсолутно, мислењето... Постои таа ситуација во која што Владимир Мисаловски кажува тама на оние министри страшни, големи американски, германски, француски кои што баратаат со невидени милиарди. Секој ве слуша, секој министер е присутен тука и генерален секретар, сите останати и целата администрација, но не само у моментот кога зборувате. Тоа продолжува низ целиот ден, продолжува следниот ден. Имате безброј средби на кои што се наоѓате формално, неформално и не знам како. Директно може да разговарате за било кое прашање, јас го користам со секој еден што имаме потреба ние за некое прашање да разговарам, но се слуша нашиот глас иако тоа е помал. Тоа е помал, но тоа никој не го спори, меѓутоа има ли влијание, тоа ми е зборот. Има, се разбира дека има, но секогаш треба да бидеме искрени дека најголемата сила ги поставува чекорите, односно правилата на играта. Но се разбира и поготово за некои работи што ги кажуваме за финансирањето. Се препознава премногу и е поздравено дека се трудиме да имаме буџет на 2% како мала земја. И тоа се поздравува од секој еден. И многу може да слушнеме и говорите на различни министри да не поздрават во тој дел. И не е туку така едноставно. И за оно што го правиме, што се трудиме како мала земја, но треба и многу да научиме. Треба многу да научиме и да превземеме искуство од поголемите земји. Бидејќи не бевме долго време во чекор со објективните... Па требаше од 2008 да бидеме членка на НАТО, каде што до сега многу различни... Знаеме како сето тоа заврши тогаш. Уште едно прашање врска со ова. Господата Шекеринска е тамо, заменик е на Марк Рут. Имаме ние од тоа некаков бенефит? Видете, позицијата е навистина сериозна. Да бидете заменик каде што може да бидете постојано во тој круг. Може да се помага многу, може да се добиваат информации дополнително, но може и да се странично се помага и на државата. Јас се надевам дека ќе имаме ние како држава помош и од првите редови во близината на Марк Руте, но од генералниот секретар да бидам целосно коректен, навистина коректен однос има и генералниот секретар Марк Руте спрема Македонија и целосна почит и тоа се познава и драго ми. Вчера беше 122 годишнината од смртта на великанот Гоце Делчев. Успеавме со текот на времето, некои од нас, дури и од Гоце Делчев, да направат проблем. Не мислам само на соседите, туку мислам дека и нас се најдоа ликови кои што почаа да тврдат вака или онака. Вие вчера рековте, Делчев не беше само водач, туку и инспирација за сите генерации кои се борат за правда и иднина на Македонија. Вака ова малце романтично филозофско прашање, меѓутоа за мене е сепак суштинско. Гоце Делчев да е жив сега, би бил горд со Македонија? Секојаш бил горд на Македонија Гоце Делчев. Зашто он се борил за мајка Македонија. У срце му извирава, ја
Се борел за нас. Се борел. Се разбира, но кога ќе ги види нашиве недугавости, овие нелогични кавги, овие политички мешетарења, ова состојба во која што после 30 години се уште се мачиме да излеземе од калто. Тоа е за жал вековната борба на македонеците. За тоа се борел и Гоце Делчев. Нас ни останува со демократски методи да се бориме она што го започна он со пушка. Се борел за подобра Македонија. Замислете вие 5 години робство, 5 века се извинувам робство, каде што секоја една земја пробува да се унапреди, да се развива, ние сме били угнетувани. Сме тапкале во место апсолутно. Не само Гоце Делчев, затоа е великан. Гоце Делчев е еден од тие луѓе, предводници на македонската кауза. Таа македонска кауза и претходно постоела. Многу децении, векови претходно. Никој не може да го ништи македонец. Не може, невозможно е. И секогаш ќе има пркос во секој еден од нас. Дали сега имаме проблеми, дали ќе имаме и во иднина проблеми, дали со соседи, дали проблемите внатре. ќе си постојат, тоа нема спас од нив. Но мора да го креаме ова, вие што спомнавте великаните, ги креаме зашто на тој начин едно мало дете ќе рече утре дека постои пркосот на Гоце во него. Ќе се чувствува македонското. Идентификацијата апсолутно е неопходна. Така и треба да се разпознаваат и децата со вакви великани. И ова е гордост македонска. Треба, не може некој да го земе, соседи, не знам името и презимето. Гоце е Македонија. Соседите беа чудни, не го прославија оваа година како што вообичаено го прават тоа. Ние си го прославиме секогаш кога можеме и не само за јубилеи или за што и да е. Туку да остане во жарот на срцава. Треба Гоце да ни биде водилка, дали е Гоце, дали е Питу, дали е Санданс, кој да е. Дали од каузата на ВМРО, дали дејците претходно, треба да си ја почитуваме историјата, без историја нема нација. А ние имаме јака историја. Имаме секој сака да грабне од Македонија, не треба да дозволиме. И уште едно прашање, сосема за крај, не е ова прашање, повеќе е констатација. Се согласувам целосно со вас дека таа идентификација и таа чествување на хероите е неопходно за национална гордост и така натаму. Меѓутоа ние токму сега во последниот период тоа зачести гледаме како се кршат споменици, како се уништуваат на великани или на оние најголеми страдалници како од Егејска Македонија и така натаму, од Северна Грција, да бидеме овакво. Значи и македонски бранители. И македонските бранители, значи едноставно тоа сквернавење е потполно не ми е јасно, нема логика во него. Ако го прави тоа некој политички намерно, за да добие нешто што во случајов не верувам, иако нели оставаме простор, до некаде би го разбирал дека е грозно. Но кога го прават луѓе, млади луѓе затоа што им е досадно во животот или затоа што со тоа се прават мангупи, наистина не ми е јасно. Во право сте, се согласувам со вас. И тоа е недостаток на она образование кое што сме го пропуштили. Така. Или културата во апсолутно во би рекол во образованието да се наметне оваа тема повеќе и перцепцијата и свесноста на граѓаните дека не треба тоа да се прави. Наместо цвеќе да одесеш таму да земеш да кршиш. Да ти е чест што ќе застанеш. Токму тоа. Или јас се сеќавам дента кога ја скршија плочата на Карпова. Другиот ден ги се стави. 100 да скршат, 100 ќе стави. Апсолутно. Колку и дан скршат. Таму мора да има плоча се одбележи бидејќи таму паднале херои за Македонија. Но со овие чинови што ги прават, кои да се поединци, само покажуваат некои одредени, вие спомнавте политички партии или поединци, само да, знаете, за едно гнило чувство кај секој еден човек. Непотребно. Владимир Михайловски, министер за одбрана, верувам дека ги опфативме повеќето теми кои што мене ми беа во замисла. Ви благодарам за одговорите. Во секое време, на секоја тема. Така. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва за овој разговор со министерот за одбрана Владо Михайловски. Утре во 15 часот се разбирам, може да го последите репризното издание. Јас ви закажувам нова средба со мене и со нова гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.